токму по таа линија на одбивање на тоа поврзаност се исцртува линијата на влијание од Белград во Скопје. Иако јас би рекол дека тоа влијание веќе не е толку фокусирано врз Скопје, кој има останато само на ниво на бирократски центар, тоа влијание денеска се фокусира во тоа тромеѓе околу Струмица, каде што тие просрпски и проруски струи како од Македонија, така и од Бугарија до Грција се концентрирани веќе можеби повеќе од 10 години делуваат од една позадина. Мислам дека тоа е таа порака која господин Мицкоски ја праќа уште од мај минатата година, дека него засега мислењето на меѓународната заедница во однос на Европската унија. За него меѓународната заедница е сведена единствено на Соединетите американски држави, наводно поради тие можеби идеолошки блискости, но ако идеме по таа линија, тој нема и некоја идеолошка поврзаност и со новите партии во Германија, во Западна Европа, станално са на таа линија на Вучич и Орбан. Така да од него не се очекува некоја преданост кон тие европски интеграции. Тоа се виде со именувањето на министрот за евроинтеграција господин Бутезани. Тоа се гледа един из многуте пораки кои ги праќа, во кои тој продолжува за се да ги обвинува другите, како на внатрешен политички план, така и на надворешен на политички план. Секојаш некој друг е виновен, никогаш неговата партија или неговата влада. Од напредника господин Вучич и господин Орбан имаат собствена мрежа која е во рамките на ВМРО, но и не сосема зависна од ВМРО-ДПМН, и која функционира далеку пред појавувањето на Мицкоски, уште од времето на Груевски. Он во таа позиција е единствено сведен на изведувач на работите, но нема некоја идеолошка или стратешка позиција. Тој е едноставно менлив, како тако е потрошна роба, што се вика, но е доволно за да нанесе штета како на државата, но така и на како да кажам, самите идентитетски екзистенцијални прашања на македонците. Ние ги ставаме сите тие прашања во еден пакет, но не обрнуваме внимание на некои финеси кои се случуваат, кои сепак некогаш кажуваат многу поразлична една призма. Прво да се подсетиме за посетата на господинот Вучич во Србија, во Македонија, седмица Ковачевски со Ахмети. Тогаш немаше согласува со господин Мицкоски. Исто така и во овие односи на Бугарија и кон Албанија, тоа се традиционални односи на нетрпение. Но мислам дека големата мака за господин Мицкоски беше трагедијата во Кочани, во која Бугарија покажа еден лик, еден гест, еден однос кој не се совпаѓаше со наративата за лошите зли бугари кои сакаат да ни го земат идентитетот да било што. Така да, ако би рекол дека во овој момент можеби клучната штета која се од оваа политика на Мицкоски, мислам дека дури не е на конто на албанците, на бугарите, туку на конто на македонците, бидејќи се прави една целосна рокада на идентитетскиот корпус, прашањето на корпусот на идентитетски прашања кај македонците, во која формата од надвор излегува останува иста, но суштината, смислата на постојањето на македонците е целосно извитоперена на известен начин. Тоа е тој вплив не само на економскиот, туку пред се на јавно економскиот, финансискиот, но и подземниот аспект на политиката, кој го видовме во состојбата со Кочани. Едноставно, во однос на Бугарија, мислам дека граѓаните се малку заситени од таа наратива за злото кој доаѓа од истокот, од страна на албанците тоа е веќе предвидливо дека секогаш ВМРО мора да има една карта на лошиот волк кој доаѓа од некаде за дефокусирање, но тоа мислам дека полека е со рок на истекување, бидејќи социјалните проблеми сепак ги истествуваат сите други. Така да, поврзувањето на Драч и Варна, како и секој друго поврзување,
ја прави Македонија фактор на геостратешката карта, во која секој ќе има интерес да вложува и секој ќе има интерес да има стабилен однос. Така да одбивањето или саботирањето на тој коридор е на известен начин директно саботирање и на безбедноста и името на Република на Северна Македонија. Сосема е логичен ставот на Србија, гледано од нивна призма, точка на гледиште, стратешка точка на гледиште, бидејќи тоа ги загрозува нивните стратешки позиции. Но од призма на Македонија, тоа е апсурдно дека било кој би имал било што против тоа поврзување, бидејќи тоа би било во полза на економските интереси државни, но и национални.